2,5-часовно уживање за публиката синоќа приредија членовите на културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од Теарце во рамки на нивниот новогодишен концерт кој се одржа во Татовскиот културен центар со вешто одиграните кореографии на стари македонски народни песни. Играорците покажа и докажаа како се негува македонскиот фолклор, култура и традиција. Прекрасната атмосфера на концертот беше надополнета и со маестралните изведби на триото Кладенец, градскиот хор Менада од Тетово, а сладка нота на концертот додадоа и девојките од триото Шербет. Синоќешниот концерт представуваше сублимат на сите активности што друштвото ги имаше годинава, која пак од друштвото ја оценуваат како мощна и успешна. 2022 година, после 2 години пауза поради коронавирусот, за нас представува успешна затоа што во август месец бевме на летен камп во Сутоморе, Црна Гора. После тоа имавме гостување во Далј, општина Ердут во Република Хрватска. Имавме концерт во мај месец, денови за Кирил Пејчиновиќ, кога имавме гости од Смајдерово и Петровац на Млави. И ова ни е новогодишниот концерт што круна на 2022 година. За идната година пак културно-уметничкото друштво најавува дефиле и концерт во Теарце, како и гостувања надвор од нашата земја. Плановите за 2023, како што напоменав, ни се навршуваат 10 години од возобновањето на друштвото, што тоа што во мај месец ќе имаме концерт кој ќе се одржа денови на Кирил Пејчиновиќ, кој концерт е подкрепен со проект преку Министерството за култура и каде очекуваме да имаме 3 друштва од надвор поканети покрај нашето, ќе има дефиле низ Теарце и ќе заврши со концерт. Исто така во план е до година да учествуваме и на кампот летен во Сутоморе, Црна Гора, и имаме некои други преговори за гостување во Франција, ама ќе видиме што ќе испадне. Во Безансон имаме една сограѓанка наша што живее и работи тамо, имавме некои преговори, ќе видиме дали тоа се уште актуелно. Вчерашниот новогодишен концерт на културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ се реализираше со поддршка од Министерството за култура како проект од национален интерес.